Градејќи го својот политички модел на македонците како бугари и нивните политички и државни интереси на Балканот, ВМРО на Иван Михајлов се обидела својата политичка доктрина за Македонија, како втора бугарска држава, практично да ја реализира на територијата на Пиринскиот дел на Македонија. Со молчеливото одобрување на бугарската влада, Пиринскиот дел на Македонија неколку години функционирал како држава во држава. Целокупниот живот во областа бил насочен кон македонизација. Грижливо се избегнувала употребата на бугарски имиња и поими. Сите организации на македонците во Пиринскиот дел на Македонија, без оглед на нивниот карактер, политички, стопански, аматерски, туристички, планинарски, фолклорен и така натаму, задолжително носеле македонски имиња. Биле создадени македонски банкарски институции. За општествено-економскиот развој на округот се грижел Македонскиот културно-стопански совет. Особено внимание му се посветувало на основното образование. Се поправале училишните згради или се граделе сосема нови. Се ширел опфатот на децата во образовниот систем. Наставната програма била прилагодена на политичката определба да се акцентира македонското историско и културно наследство во образованието на учениците. За таа цел, во април 1934 година бил издаден учебникот Читанка во боја. Во него особено е нагласен историскиот и државниот континуитет на бугарите во Македонија. Целта била да се подигнува македонски патриотизам кај младите генерации, да се создава македонска интелигенција со развиена љубов кон својот народ, со идеал за територијално обединета Македонија, која ќе се конституира како самостојна држава на Балканот. Врв на дејноста за осамостојување и дефинирање на програмските цели на Михајловизмот за иднината на Македонија представува свикувањето на големиот македонски собор на 12 февруари 1933 година во Горна Џумаја. На соборот, до тогашните алтернативни формули за државното уредување на Македонија биле заменети со една единствена, слободна и независна Македонија. Во Горна Џумаја, Благоевград, бил подигнат споменик на македонскиот четник, осветен на 2 август 1933 година, а песната "Изгреј зора на слободата" била прогласена за македонска химна. Тодор Александров и Иван Михајлов во својата меѓународна активност особено внимание посветиле на соработката со Албанија и во рамките на тоа на одбележувањето на границата меѓу Албанија и самостојна Македонија, кога таа ќе биде создадена. Колку што се знае засега, по тоа прашање се водени 2 разговора. И двата завршиле со потпишување договор за разграничување. Едниот бил во 1920 година, вториот се водел на 24 април 1933 година во Софија меѓу Иван Михајлов и Хасанбек Приштина. Всушност, само тоа, создавањето на македонската држава по форма автономна или независна, покрај основата на името, е единствената врска со програмските основи на ослободителното движење на македонскиот народ, поставени во времето на неговата појава. Во се друго постојат суштествени разлики. Имено, во името на ВМРО на Тодор Александров и Иван Михајлов, повеќе не се наоѓа Одринско. Целта на борбата во новосоздадените услови по Првата светска војна е борба за обединување на поделена Македонија и нејзиното организирање како автономна или независна држава на Балканот под протекторат на една голема сила. Центар на нејзиното делување не е територијата на Македонија, туку Бугарија. Тоа има свое влијание врз националните и идејно-политички определби на организацијата, како и врз слободата на делување. Нејзините програмско-политички цели се подложени на големи осцилации. Во целина, суштествена карактеристика на автономистичката, односно Михајловистичката ВМРО, биле демагогијата и теророт,
Нешто што е сосема спротивно на револуционерната етика на историската ТМОР од времето на Гоце Делчев и Даме Груев.